Учениците утрово се вратија во училишните клупи. Обезбедени се учебници за сите деца, а годинава учебници ќе има и по странските јазици. Освен образовни асистенти во основните училишта, од оваа учебна година образовна асистенција ќе добијат и средношколците со посебни образовни потреби. Најрадосни за првиот училишен час секогаш се првачињата. Во Кумановските основни училишта новата учебна година ја започнуваа 904 првоодделенци, информираа надлежните, потенцирајќи дека бројката на вкупниот број на ученици континуирано се намалува. Од денеска стартува едносменска настава во основното училиште во Караџиќ. Во основното училиште Карпош во село Уминдол годинава се запишани 12 првачиња, кои што утрово свечено беа пречекани од директорот и наставниците во училиштето, а ги поздрави градоначалникот Максим Димитриевски, посакувајќи им успешна учебна година, остварување на поставените цели и предизвици. Сакаме од тука да испратиме порака за поддршка на сите родители и на сите ученици кои што тргнуваат на училиште, особено во малите училишта кои што се лоцирани во селата, дека ние ќе продолжиме да работиме во соработка со Министерството за образование и наука за подобрување на работните услови во училиштата, а апел до родителите да се задржат тука каде што се, да продолжиме заедно да создаваме и твориме и за Македонија и за нашиот град. Ова учебна година во општина Куманово тргнуваат во прво оделение 904 ученици во сите училишта на територија на нашиот град, 60 ученици помалку од минатата година. Мора како народ да бидеме свесни дека бројката во континуитет опаѓа. Доколку сакаме да ја задржиме Македонија, првенствено треба не само што да бидеме посветени на наталитетот, туку посветени и на самата држава. Политичарите не можат сами. Тие мора да заедно со граѓаните да продолжат да работат на сите полиња, а владата час поскоро да изготви стратегија со која што ќе се справиме за жал со морталитетот кој што постои, но и огромниот број на иселувањата во континуитет во последните 30 години. Ово училиште во минатото памти многу поубави денови, кога се запишувале во прво оделение и над 30 и 40 ученици, зборувам за некои времења пред 30 на година, кога многу биле полоши услови за учење овде, што значи не само условите, туку првенствено огромната разлика и функционалноста на системите кои што постојат надвор и во државата. Час поскоро да изградиме подобар систем, за да видиме посретни луѓе и посретни деца. Она што го видов денеска овде, особено со првооделенците, беше восхитувачки. Давам поддршка на родителите и ние како локална самоуправа стоиме на располагање од сите аспекти да дадеме свој допринос во сите делови на секојдневното функционирање на секој граѓанин во државата во рамките на своите можности. Но не секогаш подобрите услови значат и поголем наталитет. Така да сепак ќе потенцирам дека потребна е една стратегија со која што ќе мора да излеземе од оваа криза со која што реално не само ние како Македонија, туку и сите држави во обкружувањето се соочуваат. Како сектор за образование имавме проблеми не само оваа година, туку и со години наназад, поготово со средните училишта, каде што поголем акцент за запишување на средните стручни училишта, каде што се намали бројот за упис на ученици во гимназиското образование, како и во основните, каде што веќе во трета-четврта година е стапа процесот на оптимизација кој Министерството за образование и наука заедно со УНИЦЕФ и Светската банка го реализираат, но успеваме на места каде што заминуваат во пензија да пополнуваме и со дополнителни или слободни изборни предмети, така да сите наставници кои се на неопределено работно време се остануваат да работат, тоест во Куманово немаме технолошки вишок,
Паралелно на тоа се кратат вработувањето во однос ако замине некој наставник во пензија, се пополнува со веќе постоечки наставен кадар, а што се однесува до основните училишта, како што кажа и градоначалникот, падот е насекаде, не само во руралните средини, туку се чувствува веќе и во централните градски, каде што и да нема скоро има многу, али многу малку паралелки со максимален број 30 и веќе не е проблем само внатре општинската миграција покрај падот на наталитетот кој е во континуитет, туку миграцијата во западно развиените европски земји го зазема се повеќе свој тренд. Од оваа година уште едно училиште, општинското основно училиште во Караѓиц започнува со едносменска настава и продолжен престој за учениците, а некои училишта веќе во одминатите години работат во руралните средини, но не е физички изводливо до училиштата кои се најголеми во општина Куманово, како што се Крстим и Сирков браќа, Милодиноси Кочо, Рацин, Христијан Карпош, Наим Фрашери и така натаму, е неизводливо затоа што тие сепак имаат голем број на ученици. Министерството рече дека овој процес за воведување на едносменска настава ќе трае подолг временски период, што значи и изградба и доградба на училиште. Во училиштето Карпош се запиша 12 ученика, во подрачното училиште во Љубодрак 6 и 6 во централното училиште во Умидол. Техничките услови за работа се средени, прекрасни се, може да се отпочне со наставата, учениците се спремни, секогаш радосни, затоа што секако училиштата се и нивни втори домови, каде го поминуваат големиот дел од денот во просториите и околу училиштето. Ова година ќе направиме напори да направиме трпезарија во училиштето, тоа е иницијатива на родителите, затоа што сепак ние се наоѓаме во една рурална средина каде што немат достапни продавници, маркети за исхрана, така да ќе направиме напори да направиме една трпезарија каде што ќе можат учениците на големите одмори да седнат да поедуват и така натаму. Имаме неколку проекти што ова година планираме да ги реализираме. Во догледно време сакаме да направиме уште една реприза на филмската вечер што беше во пролет, сега некоја си есенска филмска вечер или есенско културно движење тука во селото. Инаку, за почеток на учебната година го реконструиравме детското катче, направивме и други прибрани, како што се натрешното интериерно уредување и тоа е. На денешниот 1 септемвриски ден, председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска посети неколку општински основни и средни училишта, Кочо, Рацин, Крстим Мисирков, Сами Фрашери, Перо Наков, како и детската градинка Ангел Шајче, посакувајќи им успех во предстојната учебна година, пишува во објавата на официјалната веб страна на општина Куманово. Во средните училишта на територијата на општина Куманово во учебната 2025-26 запишани се вкупно 1130 ученици во прва година.